Даночниот експерт Павле Гацов на својот Facebook профил објави компаративна анализа за државната помош заради скапата електрична енергија и гориво во земји од Европската Унија. Гацов наведува неколку примери за тоа како и што поточно превземаат европските земји во поглед на справувањето со енергетската криза, а со цел да не се дозволи жителите на тие земји да се доведат во ситуација да си легнуваат гладни. Еве дел од анализата. Австрија. Енергетски ваучер од 150 евра. Субвенции за енергија и 90% намалување на тарифите за гас и електрична енергија до средината на 2023 година. Подршка на компаниите во случај на доцнење со плаќањето на даноците и други јавни давачки. Белгија. Енергетски ваучер 100 евра. Фонд за гас и електрична енергија за домакинствата. Намалување на ДДВ од 21 на 6% за електричната енергија. Данска. Топлотен чек од 800 евра за најпогодените домакинства. Подршка за замена на системите за грејење со природен газ. Франција. Енергетски ваучер за сите со помалку од 2000 евра месечна нетоплата. Ограничување на цените на бензинот до крајот на 2022 година. Мерки за помош на компаниите кои трошат најмногу електрична енергија и газ. Шемата е отворена од 4 јули 2022 година наваму. Германија. Намалување на ЕЕГ од 6,5 центи на 3,72 центи. Намалување на цените на горивата за 3 месеци преку даночни олеснувања. Ирска. Даночни олеснувања за гарантираните трошоци за грејење и електрична енергија. Поволни кредити за реновирање на станови. Холандија. Енергетски додаток за лица со примања до 800 евра. Социјална помош. Намалување на стапката на ДДВ од 21 на 9%. Намалување на акцизите на дизел и бензини на 21%.